Голем е култот и почита кон делото и светоста на Свети Порфирие Капсокаливиски и нашата долгогодишна желба конечно се реализира. Еве, веќе чекориме во манастирот кој што тој го изградил за да ги изгрижи своите послушнички, а посветен е на преображение Господово. Како бела гулавица во својата рајска градина се простира манастирот пред нашите очи. Портите стојат отворени и чекаат да се приклучиме на утринската богослужба и на божествената литургија. Но најнапред добро би било да се запознаеме накратко со неговото житие. Старецот Порфирije, роден 1906 година во Свети Јован Каристиски на Евија. Неговото световно име е Евангелос и тој кога имал 8 години доаѓа до една книгичка со животот на Свети Јован Колибар, кој откако го прочитал се просветил во душата, бидејќи животот на светителот толку многу го потресло малото овчарче, тој посакал да го следи неговиот пример. Така на возраст од 12 години тргнал сам тајно за Светагора и на бродот го запознал и својот подоцнежен старец јеромонах Пантелемоен, духовникот, кој се подвигувал во келијата на Свети Ѓорги во Капсокаливија на Светагора. На овој старец и на неговиот брат по плот монахот Јоаники, младиот послушник им правил радосно и крајно послушание и така по 2 години се удостоил да биде подстрижен за монах. Поради неговата горешта вера, послушанието и подвизите го посетила божествената благодат и на млада возраст стекнал дар на прозорливост. На Света Гора се разболува од пневмонија на околу 18 годишна возраст и старците го испраќаат во манастирот на Евија за да се лечи. Таму го запознава архиепископот Синејски Порфирije и откако овој се уверил во неговиот духовен напредок, го ракоположил за свештеник на возраст од 20 години. По краток временски период, локалниот митрополит го произвел за духовник и така го ставил во служба на верниците неговиот дар на прозорливост. Со овој дар, младиот јеромонах и духовник Порфирije им помагал на луѓето да се избават од различни замки на лукавиот, да разберат што се случува во нивната душа и да работат на своето спасение. Во теке утринската богослужба, но сепак јас би го дораскажала останатиот дел од житието на светиот Порфирije. Во 1940 година беше поставен за парохиски свештеник во Атинската поликлиника на улицата Сократ во близината на плоштадот Омонија. На голема радост на сите ние сепак повеќе пати го посетивме тој храм кој што е посветен на Свети Спиридон. Дури еднаш бевме присутни на богослужба и се причестивме во него. Значи, на оваа служба поминал 30 години, исповедајќи ги болните и другите, молејќи се, советувајќи и често исцелувајќи ги со молитва и со благодатта Божја, болните кои барале помош од него. Би сакала да напоменам дека во утринската богослужба на голема радост на сите ни се придружи голема група, веројатно поклоници, но слепи. И беше дирлива нивната снаодливост и вера. Во овие простори во 1979 година се населува заедно со своите послушнички, местото е Милеси, на Атика, во близина на Оропос,
каде што и започна откако добил законски дозволи да го гради и сихасирионот на Преображение Господово. Овде примал посетители од различни категории и телефонски повици од сите делови на светот за различни проблеми, ги советувал, се молил, исповедал, ги исцелувал душите и често пати и телата на луѓето. На секој чекор и во секој простор се чувствува неговиот дух. Но тој, пречувствувајќи го својот крај, во 1991 година, не сакајќи да биде погребан со почести, заминува во келијата на Свети Ѓорѓи во Капсокаливија на Света Гора, каде што бил замонашен пред 70 години и на 2 декември ја предал својата душа на Бога. Во теке читањето на Евангелието, па да го послушаме. Радост за очите беа овие мали ангелчиња, кои со толку голема ревност учествуваа во богослужбата. Беа радост не само за нашите очи, него радост за нашите срца. Се дише во духот на љубовта, на радоста. Свети Порфирија остави голема скапоцена ризница за измачениот човек од нашето време. Со длабока љубов и расудување, кои беа карактеристични за него, неговите зборови стана наша силна потпора и утеха. Во секојдневието, неговиот прониклив поглед и голема човеколюбивост му даваат поинакви димензии на современото духовништво и пастирство. На небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш, да ни го денес, прости ни ги долговите наши, како што им ги прештеваме и ние нашите должници. Не воведувај не во искушение, да се избави на од лукавиот. Бевме видно изненадени и воодушевени, кога после ангелското воспевање на Оче наш од малата детска група, од страна на свештеникот, бивме повикани да го кажеме Оче наш на својот јазик. Ние тоа со многу голема љубов и благодарност го направивме. И еве и во овој момент повторно ќе кажам, Свети Порфирија, ти благодариме на љубовта што ја излеа преку своите пастири, кои несебично ни излеваат својата почит, љубов и не причестија со светите тајни Господови. Не изостана и беседата и љубовта која што директно ја посвети кон групата која приогеше да земе нафора. Можда многумина не го разбра неговиот говор, но го разбра изразот на љубов и почит. На нашите изненадувања немаше крај. Кога придовме да се поклониме на свети мошти, сушност видовме дека се работи за епрувета со крв, и кога дознавме дека е тоа крвта на Свети Порфирија, која што се уште беше свежа, со силно благоухание, душата наша
воскресна од радост и благодат. Инаку, канонизацијата негова официјално е признаена и објавена со одлука на Синодот на Цариградската патриаршија на 27 ноември 2013 година, а самиот чин е овде извршен на 1 декември. Неговиот свет спомен се слави на 2 декември. По неговите свети молитви, Господи Исусе Христе, помилуј не и спаси не. Амин. На голема радост на сите бевме дел од трпезата на љубовта, која не само што ги окрепи и душите наши, него и телата наши. Нашето поклонение во манастирот на Преображение Господово го завршивме во просториите и келијата на светиот старец, кој што тука го завршил својот живот пред да замине на Света Гора. И бевме се радосни срекни што можевме да ги погледнеме, да ги допреме и да им се радуваме на стварите што биле негово, го отсликуваат неговото присуство, столицата, креветот, предметите со кои се служил. Слава ти Боже! Ти благодариме, Свети Порфирија.